Ниските температури кои ово утро во некои делови од источниот регион достигнаа и до -4 и оваа година им го уништија родот на прво расцветаните овошки. И годинава пазарите ќе останаа недоволно снабдени со некои видови на овошје. Тоа се во прв ред бадемите, кајсијата, сливата џанка, а сега во последно време е во полн цвет и модрите сливи. Така да овие ниски температури сигурно се нанеселе по штета во однос на измрзнување и плодоносење. Во одредени райони, како што тоа Берово и Делчево, каде температурите се -4, да остане и без овошје. Штетите доправа ќе бидат утврдувани во најголемиот производител и преработувач на овошје во Македонија, Фруктана во Аргулица. Ние проценките за точните штети ќе ги направиме за 2-3 дена. Меѓутоа, нашите првични согледувања се дека кај нашите овошји кои се најмногу застапени, а тоа е вишната, нема некои оштетувања. Втора по застапеност е сливата. За жал сливата е во малку поодмината фаза. Има поголем дел е расцветана и нашите првични согледувања се дека таму има штета на ова овошка. Проценките секој дека ќе ги направиме после неколку дена. Одредени оштетувања има и кај црешата, кај раните цреши. Фруктана има негде околу 5 хектари овоштарници од цреши. Сепак имаме и сорти на цреши кои се малку подоцни, кај кои што претпоставуваме дека нема некој оштетување. Заштитата против измрзнување е речиси невозможна, но има некои методи кои може да се искористат на помали површини. Со задимување, со прскање со вода и така натаму, меѓутоа не секаде може таа методата и мерки да се преземат. Едино останува за маглувањето, чадењето со мокра слама, дрва и други материјали кои пуштат густ дим да спречат слана и минимални ниски температури. Според податоците објавени од Заводот за статистика, во Македонија се бележи зголемување на површините под овоштарници за 3,6%, а кај лозијата за 0,8%. Производството на овошје за минатата година во споредба со 2014 година е зголемено кај сите видови на овошје, освен кај црешата.